Добар ден од салата Јане Сандански во Скопје. Поздрав до сите љубители на спортот, посебно за кошарката. Го очекуваме почетокот на финалниот надпревар од турнирот по повод 45-тиот роден ден на МЗТ Скопје. Во финалниот надпревар ќе играат токму организаторот и домаќинот на овој турнир, славеникот МЗТ Скопје, и одличните гости, екипата на Торус спортски центар Борис Трајковски. Ова е надпревар ревијален со кој всушност двете екипи ќе го најават стартот на новата сезона во македонската прва кошаркарска лига. Кошаркарскиот клуб МЗТ Скопје, македонски кошаркарски клуб со седиште во аеродром, основан во далечната 1966 година под името Кошаркарски клуб Скопје. Кратенката МЗТ Скопје била додадена нешто подоцна, што значи дека токму со овој турнир новото раководство на тимот од автокоманда сака да го прослави големиот јубилеј, 45 години од постоењето на овој славен клуб од аеродром. Иако популарните металци од аеродром се без титула, сепак не се без трофеи, има 4 титули во македонскиот кошаркарски клуб. И тоа првиот во 1996 година, беа победници на домашниот клуб и во 1997 година и 2 години подоцна последната куп Круна ја освоија во 2000 година. Инаку ова ќе биде вистински дерби надпревар помеѓу две од 4 големи кандидати за новата титула во македонската кошарка. Во сина спортска опрема се домаќините со број 4 Огнен Стојановски, број 6 Игор Мијајловиќ, број 7 репрезентативецот и новото засилување Ристе Стефанов, број 10 е староседелецот Ѓорги Кочов, број 11 Маркус Киц, број 12 Маријан Јановски, минатата година член на Торус, токму денешниот противник на МЗТ Скопје. Број 13 е капитенот Тони Грнчаров, но поради тешката повреда и операција на коленото, мислам дека популарниот Грне вечерва само од клупата ќе им дава подршка на своите соиграчи. Број 31 Игор Пенов, број 34 Кет Дейвис, број 42 е Ноа Далман, број 44 е младиот Ервин Цого, а број 55 исто така еден млад кошаркар, засилување за МЗТ Скопје од бугарскиот Левски, нашиот млад репрезентативец Никола Гајдаџиев. По првата петорка на тимот на домаќините од аеродром се број 55 Никола Гајдаџиев, број 4 Огнен Стојановски, тука е Игор Мијајловиќ, 11-ката Маркус Киц и кошаркарот со број 42 Ноа Далман. Во екипата на Торус спортски центар Борис Трајковски, Ивица Димчевски, Фил Торнер, Горијан Марковски, Дарко Ѓорговски, Караџовски, Блажевски, Караколев, Милутиновиќ, Трајковски, Бојан, Стефан Крстевски, Бојан Крстевски и Јован Марковски. Тренер на гостите Слободан Петровски, тренер на домашната екипа новиот Александар Тодоров. Суди на денешниот надпревар за интернационалците Александар Милоевиќ, Игор Митровски и домашниот Зурија Павлов. Првиот напад за гостите во бела спортска опрема Караџовски, новото засилување годинава на Торус. Тука и Бојан Трајковски, нема удар, нема поени за центарот на Торус и прв напад за домаќините. Го предводи новиот плей на МЗТ Огнен Стојановски, кој во подготвителниот период покажа дека ќе биде огромно засилување за популарните аеродромци, бидејќи Огнен Стојановски во досегашните 7-8 средби вообичаено беше меѓу двајцата најдобри стрелци и поединци на сите надпревари на МЗТ Скопје. МЗТ Скопје, ова е всушност токму на турнирот во нивна организација ги игра и првите надпревари против екипи од Македонија. Вчера во полуфиналето домашниот тим го доби сигурно Кожув, а Торус беше подовар од екипата на Куманово. Пред овој надпревар, пред ова големо финале се играше и надпреварот за третото место, во кој убедлива победа славеше тимот на Куманово со 80-64 беше совладан тимот на Кожув. Прва лична грешка за центарот на Торус Бојан Крстевски. На линијата за слободни фрлања кошаркарот со број 11 Маркус Киц. Се тоа нови играчи во екипата на МЗТ Скопје. Се уште нема поени.
истекоа првите 60 секунди од преварот. Нема поени усе уште. Ивица Димчевски, еден од македонските херои во Литванија, иако не настапи на ниту еден надпревар, и тој ги заслужува сите почести, како и неговите многу поискусни колеги. Први поени за токму Ивица Димчевски. 2:0 водат гостите. Инаку од годинава Канал 5 телевизија ќе биде ексклузивната телевизија која ќе врши директен пренос од најинтересните надпревари од првата кошаркарска лига на Македонија и секако од надпреварите во Бибол, регионалната лига. Токму новата сезона во македонската кошарка ќе најавиме утре со директен пренос од Кавадарци од Суперкупот меѓу шампионот Фени Индустрии и освојувачот на купот Работнички. Да го забележиме и првиот поен на Бојан Трајковски. Сигурно еден од најдобрите поединци во тимот на Торус во минатата сезона беше центарот Бојан Трајковски. Еве ги првите поени за домаќините, ги постигнува новиот бек Игор Мијајловиќ. Мијајловиќ од Ползела од Словенија пристигна во екипата на МЗТ. Крстевски погодува Бојан Крстевски и за него први поени 6-2. Се игра интересно од двете страни, и Петровски и Тодоров форсираат одбрана човек на човек. Нема контра, ќе се обиде Караджовски во свој стил. Лична грешка број 11. Маркус Киц, новиот центар на тимот на МЗТ Скопје. Киц, висок 205 см, 22 годишен, од NCAA лигата во Соединетите Американски држави, директно во Скопје во тимот на МЗТ. На линијата за слободни фрлања за прв пат повратникот во тимот на Торус Димитар Караджовски. Инаку, како што знаете, каде што МСТ, тука се и нивните верни симпатизери од Фемили Аеродром. Караджовски први поени. За сега нема кошаркар со постигнато повеќе од 2 поени. Огнен Стојановски, брат на нашите херои близнаци Дамјан и Војдан. Еве ги бележиме првите поени за Ноа Далман. Димчевски, ќе биде интересен дуел помеѓу репрезентативците. Огнен Стојановски, потенцијален репрезентативец, и Ивица Димчевски, еден од големите таленти во македонската кошарка. Еве уште еден екстра талентиран играч, млад репрезентативец на Македонија, Горијан Марковски, за него први поени. Од годинава Кошаркарската федерација на Македонија воведе правило во првите 20 минути од секој надпревар да има барем еден кошаркар помлад од 20 години. Со ова правило се очекува да се протежираат нови млади имиња во македонската кошарка. Атрактивно Маркус Киц. 10-6. Се уште водат гостите, но ова забивање за да се запали публиката во Аеродром. Повторно Киц соработува со својот сонародник Ноа Далман. Нема, останува МЗТ во напад. Тоа го покажува судијата. Киц, Далман, Мијајловиќ, Огнен Стојановски. Интересна зонска одбрана игра во овој напад. Се бранеше Торус, но сепак неуспешен. Поени за Огнен Стојановски. Втори за него, 10-8. Се топи предноста на Торус. Бојан Трајковски бара топка. Крај него е по-нискиот Ноа Далман, но Ноа Далман барем во подготвителниот период покажа дека екстра игра под кошот. Се работи за силен кошаркар, многу борбен, како што можете да забележите вечерва во тимот на
домаќините на МЗТ Скопје го нема репрезентативецот Ѓорги Чековски вчера во полуфиналето против Кожук. Нашиот Чековски заработи истегнување на задната ложа, па од превентивни причини тренерот Тодоров одлучи да денеска Ѓорги Чековски да паузира во ова финале за да биде подготвен за стартот на првата кошаркарска лига и дербито со Лирија во недела. Токму овдека се работи за следниот викенд, 16 октомври. Одличен Димчевски, четврти поен. По подолга пауза Димчевски ја прекинува серијата на МЗТ. Стојановски. Обид да се игра 2-2. Далман. Мијајловиќ бара блок. Мијајловиќ на истекот на нападот. Обид за тројка неуспешен. Напад за МЗТ. Се извинувам за Торус. Последен со топката Маркус Киц. Уште една измена. По прв пат на теренот вечера во ова големо финале на јубилејниот турнир, 45 години од постоење на МЗТ Скопје и големото засилување на тимот од Аеродром. Ристе Стефанов, долгогодишниот репрезентативец на Македонија, не настапи на Европското првенство во Литванија поради повреда. Бојан Трајковски во свој стил, четврти поен и за Бојан Трајковски. И од него се очекува да експлодира во оваа сезона и да им помогне на репрезентативните другари во оние јунски квалификации за Олимписките игри да се изборат за историски пласман на една Олимпијада, за една екипна репрезентација на Македонија. Димче Караджовски, одличен пик ен рол, нема поени, лична грешка број 11. Маркус Киц. Одлична беше тоа игра 2-2 меѓу Караджовски и Бојан Трајковски. Еве замена. Новото засилување во тимот на Торус. Ветеранот Перо Блажевски на местото на центарот Бојан Крстевски. На клупа замина и младиот Горијан Марковски. На негово место во игра по прв пат вечерва американецот Фил Торнер. Засилување за екипата на Торус. Погодува Бојан Трајковски, пети поен за него. Поради повреда во тимот на Торус го нема центарот Джастин Рейнолдс. Но во краток разговор со тренерот на Торус Слободан Петровски, популарниот Боби очекува Рейнолдс да биде подготвен за стартот на сезоната за Торус и гостувањето во Струмица. Замена по прв пат во тимот Маријан Јаневски, кошаркарот кој минатата година токму настапуваше во вечерашниот ривал на МЗТ Торус. Стефанов, повторно во зона. Тимот на Торус, Огнен Стојановски за 2, погодува Огнен. Четврти поен за него. 16-10. На 3 минути до 10 на секунди до крајот води Торус со сигурни и за сега стабилни 6 поени. Караджовски. Токму ова е едно од главните квалитети на потенцијалниот репрезентативец Димитар Караджовски. Играта ја напушта и Никола Гајдаджиев, на негово место Игор Мијајловиќ. Димитар Караджовски минатата година настапуваше во бугарското првенство во тимот на Рилски спортист и годинава се врати во Торус. И сигурно ќе биде големо засилување за популарните градежници. Ристе Стефанов. Погодува Ристе Стефанов и за него први поени. 2 поени. Караджовски. Крај него Мијајловиќ. И понатаму Тодоров не ја менува одбраната, си игра човек на човек со преземање. Го искористи ова преземање токму Караджовски, кој беше многу побрз од Маријан Јаневски и лесно поентираше. Четврти поен и за Караджовски. Мијајловиќ. Стефанов. Стојановски. Јаневски на пост. Во дуел со Караджовски враќа до Мијајловиќ за 3. И во третиот обид е неуспешен Мијајловиќ. Напад за Торус.
За сега овие почетни 8 минути минуваат во знакот на гостите. Димчевски, Перо Блажевски, Караджовски. Топка бара Бојан Трајковски, далеко од рекетот, далеко од својата позиција. Нова промена, повторно ќе буши Димитар Караджовски со Ноа Далман. Да, минува Караджовски. Ќе биде тешко да се запре сезонава. Димитар Караджовски одигра одлични сезони пред во екипата на Торус, уште пред да замене во бугарскиот шампионат во рилски спортист. Далман, Огнен Стојановски од пост. Нема поени за Огнен, скок на Перо Блажевски. Димчевски. Се уште репрезентативецот Димчевски има само скромни 4 поени. Бојан Трајковски вара топка, ја добива, ја користи својата височина. Бојан Трајковски во дуелот со Ноа Далман и погодува со 6 поени. Трајковски е досега најефикасен на мечот. Првата двоцифрено водство за Торус, 22-12, 50 на секунди до крајот на првата четвртина. Ристе Стефанов за тројка, нема се уште тројка на финалето на турнирот на МЗТ Скопје. Организаторите на полувремето подготвуваат вистински спектакл, ќе ги наградуваат своите легенди. Инаку во првата пауза и мислам дека ќе ве информирам за најдобриот надпревар на МЗТ Скопје во нивната историја. Одигран во далечната 1996 година во Европскиот куп. Тука во Јане Сандански, во Пекол беше совладан Реал Мадрид со поените токму на Перо Блажевски, кој вечерва настапува во тимот на Торус. Одлично проигрување Бојан Трајковски и Ивица Димчевски. Поени за Димчевски и лична грешка. За сега МЗТ не може да ги брани овие втрчувања на екипата на Торус и она пробивање на Караджовски, кој пред малку замине на клупа. На негово место во игра се врати Горијан Марковски. На линијата за слободни фрлања Ивица Димчевски. Престап. Исправна одлука на судијата Павлов. Инаку низ историјата тимот на МЗТ Скопје многу често го менуваше своето име. Во 66-та, во времето кога беше основан, беше КК Скопје. Во 2000-та КК МЗТ БОС, од 2000-та до 2004-та КК МЗТ 2000, потоа беше само КК МЗТ, па КК МЗТ Фон универзитет, за сега да биде КК МЗТ Скопје аеродром. Лична грешка Ивица Димчевски, топка одстрана за Огнен Стојановски. Во бонус е само екипата на МЗТ. Интересно, само 3 прекршока до сега направива кошаркарите на Торус. Игор Мијајловиќ, крај него Ноа Далман од втор обид. Ноа Далман 4 секунди до крајот. Огнен Стојановски за 3. Погодува Огнен со звукот на сирената. 24-15. Тоа е резултатот по првата четвртина. Маестарален почеток на Торус во овие почетни 10 минути. Можеа да заминат со убедливи 12 поени предност на првата пауза, но сепак и со овие поени на Огнен Стојановски МЗТ за сега е далеку од вистинското издание. Михајловски, Мирза Куртовиќ постигна дури 15 поени. Во игра влегоа и Дејан Димов. Инаку интересно, тогаш во составот на Реал Мадрид настапуваше големиот Дејан Бодирога, Мајк Смит, потоа Моралес. Тука беше и Пабло Ласо, Исмел Сантос и Оренга, све сами репрезентативци на Шпанија. Уште еден поен прв за екипата на Торус во вториот дел и прв за Фил Тарнер. Горијан Марковски, Перо Блажевски, Торнер, Караджовски повторно во тимот. Кај него е најсигурна топката. Бојан Трајковски одлично се ослободи. Бојан Трајковски од своите чувања. Го полни кошот нашиот потенцијален репрезентативец. Веќе 8 поен за него, 28 за тимот на Торус. Лична грешка. Лична грешка Димитар Караджовски, за него прв прекршок.
28-15. Мирно е клупата на Торус. Мирно е за сега и на клупата на Торнер. Бојан Трајковски за 3. Еве и првата тројка во тимот на (31-15). Убедлива предност за Торус. Мијајловиќ, Огнен Стојановски. Враќа веднашка Кет Дејвис. По една тројка на двете страни. 31-18. Караджовски. Ќе мине тука Караджовски. Многу е побрз од Кет Дејвис. Торнер за 3. Има тројка. Серија од тројки во овие последни 60 на секунди. 34-18. Лична грешка Бојан Трајковски. Прв прекршок за Бојан Трајковски. Токму Бојан Трајковски е првиот кошаркар со повеќе од 10 поени на мечот. Трајковски за сега има 11. На линијата за слободни фрлања Огнен Стојановски. До сега постигна 4 поени. Ево го и петиот. 19 за тимот на МЗТ. Нема 6 поени, останува на 5 поени Огнен Стојановски. Но успешен во скокот на Адалман и нов напад за МЗТ. Стојановски. Мијајловиќ. Лична грешка Торнер. Покажува Павлов. Стојановски, Далман бара топка, ја добива. Крај него Перо Блажевски. Мијајловиќ. Девис. Поголува Девис и втор пат од зад линијата за 6.75. 6 поен за него. Караджовски. Бојан Трајковски. Нема одбрана за Бојан Трајковски тимот на МЗТ Скопје. 13 поени за високиот центар на Торус. МЗТ вечерва е без репрезентативниот центар Ѓорги Джеговски. Токму затоа во овие почетни 13 минути под кошевите царува центарот на Торус Бојан Трајковски. Девис успешен, побрз од Перо Блажевски. Полуконтра на МЗТ Мијајловиќ. Ристе Стефанов во аголот. Во дуел со Горијан Марковски. За 3 Игор Мијајловиќ до сега не погоди ниту еднашка, но погодува. 5 поени за него, трета тројка за МЗТ. Се подготвува Димчевски да се врати во игра. 36-25. Води Торус. 10 секунди до крајот. Лична грешка мора да има овде од Огнен Стојановски. Се огласи свирчето на Павлов на линијата за слободни фрлања. Бојан Трајковски. На местото на Горијан Марковски во игра повторно репрезентативниот бек на Торус Ивица Димчевски. Полека несигурно се наполни салата Јане Сандански во аеродром. 14 поен за Бојан Трајковски. Погодува, ево и 15-тиот поен на Бојан Трајковски. Во игра се враќа 11-ката Маркус Киц. Сега организатор на играта ќе биде Игор Мијајловиќ. Измени во тимот на Торус. На местото на Бојан Трајковски во игра Никола Караколев. Интересна постава на Боби Петровски, без вистински центар. Но во таа улога одлично се снаоѓа ветеранот Перо Блажевски. Мијајловиќ
Зонска одбрана 1-3-3, 1-3-1 на тимот на Торус. Ристе Стефанов за 3. Погодува и Ристе. Полека се враќа во игра. МЗТ 38-28. Пред малку беше цели 15 поени пред нив. Перо Блажевски, се уште ветеранот е без поени. Одлично пронајден Димчевски, нема Димчевски од Зицер ситуација. Втор прекршок за Ивица Димчевски. Се враќа во игра и Бојан Крстевски на местото на Перо Блажевски. Подоцна се приклучи на подготовките на Торус и мислам затоа Слободан Петровски одлично ја дозира минутажата на Перо Блажевски, барем во овој подготвителен период. Уште една недела има до почетокот на првенството. Па мајсторот Перо сигурно ќе биде подготвен да им помогне на своите нови соиграчи на патот до нови победи. Серија на Ристе Стефанов, 7ми поен за репрезентативецот на МЗТ. 38-30. Димитар Караджовски од пост позиција нема поени. Киц. Лична грешка Никола Караколев, покажува интернационалецот Александар Милоевич. Торус влезе во бонус, токму затоа Маркус Киц ќе биде на линијата за слободни фрлања, до сега постигна 2 американецот. Половина од втората четвртина. Ево би третиот поен за Киц, 31 за МЗТ. Нема поени од вториот слободно фрлање. Значи го бележиме третиот поен на Киц и напад на Торус. Димчевски. За 3 Димчевски. 9ти поен за Димчевски, прва тројка за него. Трета за тимот на Торус. Стефанов. Иако мислам дека овде имаше чекори од Маркус Киц. Стефанов. Дуел на репрезентативци, Димчевски крај него. Девис. Ноа Далман во дуел со Караколев. Многу е посилен Далман. Го користи тоа токму во овој дуел со Никола Караколев. На линијата за слободни фрлања, Ноа Далман. Висок точно 200 сантиметри од Вотфорд. Универзитетот во Соединетите Американски држави пристигна во тимот на МЗТ Скопје. За сега Далман има само еден поен. Ова е за него трети поен. 2-1-3, 41-32. 4 минути и 40 секунди до крајот на првото полувреме. Уште еднаш ќе повторам, на полувремето се најавува спектакуларно доделување на признание на легендарните кошаркари и тренери на тимот на МЗТ Скопје низ оваа 45 годишна историја. Фил Торнер за 3, не погодува Торнер. Краде Димчевски. Имаше овде игра со нога од Ристе Стефанов, токму тоа го бараше тренерот на Торус Слободан Петровски, судијата. Бошковски, тројка на Девис. Трета тројка за него. Интересно, Девис до сега сите поени ги постигна од зад линијата за тројка. 41-32. Тайм-аут за тимот на Торус. Да се пресече оваа серија на МЗТ. Полека, но сигурно се буди фаворизираниот доматин во оваа финале тимот на МЗТ Скопје. Годинава МЗТ Скопје донесе комплетно нов тим. Од староследилците тука се само Јорги Кочов и Игор Пенов, кои се уште не влегле во игра. Сите останати момчиња денеска во сина опрема се нови кошаркари во екипата на МЗТ Скопје. Кај Торус,
Засилување се Фил Торнер, Димитар Караджовски, Перо Блажевски, Илија Милутиновиќ кој се уште не заиграл и секако центарот кој вечера поради повреда го нема во тимот на Торус, Джастин Рейнолдс. Секако Торус на почетокот на сезоната доби нов тренер во името на Слободан Петровски. Петровски го замени Маријан Лазовски на тренерската клупа на Торус. 41-35, последни 4 минути од полувремето се стопи предноста на Торус за цели 10 поени. Краде Ристе Стефанов. Ќе бидат ова лесни поени за репрезентативниот бек. Ја казнува оваа грешка на Ивица Димчевски. Обостран прекршок на Димчевски и Мијајловиќ. Опомена од Александар Милоевиќ до двајцата кошаркари, и до Ивица Димчевски од Торус и до Игор Мијајловиќ. Втор прекршок за Мијајловиќ. Втори за Караджовски и за Димчевски. Се подготвува и да се врати Огнен Стојановски. Повторно лесно пробива Караджовски. Не успеа да забие Торнер, го спречи во таа намера 34-ката на МЗТ Скопје Кет Девис. Фил Торнер досега постигна 5 поени. Инаку тимот на Торус сезонова го напушти Александар Костовски кој заменува тимот на Куманово. Нема поени од слободно фрлање за Торнер. Потоа Јаневски Маријан кој е токму во екипата на МЗТ Скопје, го нема Јелисиевиќ Немања, исто така во центарот нов на тимот на МЗТ на Куманово. 42-37, само еднашка прецизен од слободното фрлање Торнер. Ристе Стефанов, крај него Димчевски. Бара прекршок Александар Тодоров од Димчевски. Нема реакција од судиите. Лошо додавање меѓу центрите на МЗТ Скопје и напад на Торус. Караджовски, 42-37, 5 поени предност за гостите во Бојан Трајковски. Цели 2 минути, ако не и повеќе, Бојан Трајковски е без поени, но веднаш ме демантира центарот на Торус. 17 поени за Торус. Вистинско шоу на Бојан Трајковски, Бојане Сандански. Ристе Стефанов за 3. Лична грешка Огнен Стојановски. Не се согласува со одлука на судијата Александар Милоевиќ, плеймейкерот на МЗТ, но се знае, последно е она на судиите. Огнен Стојановски ја напушта играта, на негово место Игор Мијајловиќ. Караджовски. Димчевски. Мислам дека многу посигурно е кога Караджовски го организира нападот на Торус. И многу потечно трае играта на Торус. Бојан Крстевски, вистински центарски поен на центарот на Торус. 4ти поен за младиот Бојан Крстевски. Пред 2 сезони актуелен младински репрезентативец на Македонија. Висок е дури 206 сантиметри. Лична грешка број 8, Димитар Караджовски. Не се согласува со ова сега судијата на тренерот на Торус Боби Петровски. На линијата за слободни, дури 3 пати ќе се обиде оваа позиција Кет Девис. Трета лична грешка е ова за Димитар Караджовски. 46-37 на 128 секунди до крајот на полувремето. Погодува Девис. 10 поен за него.
Нема 11 и останува на 10, но ќе има уште едно слободно фрлање, бидејќи личната грешка на Караджовски беше направена при шут за тројка. Нема поени ниту од второто слободно фрлање на Девис и Торнер. Димчевски, крај него Мијајловиќ, Бојан Крстевски, но краде и забива Маркус Киц. Пети поен за Киц, 38 за 40 се извинувам за тимот на МЗТ Скопје. Ова агресивна одбрана вроди со плод. Нов напад за МЗТ Скопје. Торнер не можеше да изведе во потребните 5 секунди. Но веднаш тайм-аут за Боби Петровски. Има што да ги советува своите кошаркари. Слободан Петровски не смета дозволат МЗТ Скопје да се доближи уште повеќе. 46-40. Води екипата на Торус. Напад за тимот на МЗТ Скопје. Засега убедливо. Прв кошаркар на ова големо финале на турнирот по повод 45-тиот роден ден на МЗТ Скопје е центарот на Торус Бојан Трајковски со 17 поени. 9 постигна репрезентативецот Ивица Димчевски, 6 Торнер и Караджовски, 4 поени Бојан Крстевски. Кај тимот на МЗТ Скопје најефикасни Ристе Стефанов 9 има и 10 се извинувам има Кет Девис, по 5 Огнен Стојановски и Игор Мијајловиќ. За прв пат вечерва и капитенот на Торус Јован Марковски. Кошаркарот со број 15 во игра повторно и ветеранот Перо Блажевски. Марковски и Стефанов. Помладиот од браќата Марковски Горијан, кошаркарот со број 6. Ноа Далман, одлично одбрана Бојан Трајковски. Мислам дека Далман претерува во овие обиди. Застанува цели 10 сантиметри во височина за Бојан Трајковски. Тарнер за 3 Бојан повторно. Беше успешен во претходниот обид, но сега промаши. Лична грешка. Одличен прекршок на Бојан Трајковски да се прекине полуконтрата на МЗТ. Е подготвен да се врати Бојан Крстевски на место на неговиот именјак Трајковски. Погодува Стефанов. 10 поени за Стефанов. Се изравнува со бројот на поени со Кет Девис, еве го 11-тиот. Со овој поен сега Ристе Стефанов е првиот стрелец во тимот на МЗТ Скопје. 46-42 води гостинот на 68 секунди до крајот на полувремето. Маркус Киц не успеа да собере и останува Торус во напад. Нови 24 секунди има Торус за овој напад. Марковски Горијан. Перо Блажевски. Одличен потек на младиот Горијан Марковски, има 2 слободни фрлања. Прекршок на 34-ката Кат Девис. Погодува Горијан Марковски. Прв поен за најмладиот кошаркар во тимот на Торус. Нема поени од второто слободно фрлање, 47-42. Девис, се извинувам, сепак тоа биле поени на Маркус Киц. 7 поен за Киц, 44 за тимот на МЗТ Скопје. 47-44 води Торус на 35 секунди до крајот на полувремето. Уште 10 за овој напад има Торус. Торнер. Крстевски. Има поени за Крстевски, има и лична грешка. Мислам дека тоа ќе биде Кат Девис, кошаркарот со број 34. Дополнително слободно фрлање за
Бојан Крстевски, 6-ти поен за Крстевски, има можност да постигне уште еден. ...27 секунди има до крајот на ова полувреме. 24 од сигурно ќе искористи МЗТ Скопје. Погодува Бојан Крстевски, 7-ми поен, 49 за тимот на Торус. Уште еден тајмаут. Сега го бара Александар Тодоров. Најверојатно ќе прави шема како да се одиграат овие последни секунди од полувремето. Инаку, по крајот на овие последни 30 на секунди, ќе се одјавиме за кратко од салата во Јане Сандански, но повторно во текот на полувремето ќе се вклучиме и ќе, за да бидете директни сведоци на церемонијалот на доделување на плакети и признанија и дресови за легендите на тимот од Аеродром. МЗТ Скопје вечера уште еднаш ќе повторам слави јубилеј 45 години од своето постоење. Инаку тука во свечената ложа има многу познати имиња: Стеруле Андоновски, Лазар Лечич, Кафеджиски е тука, тука е и Дарко Кнежевич, тука е и Ристо Јаневски, и Стефан Гешовски, и Маријан Лазовски, и Трајко Кираджиски, и Владко Владичевски, и Драган Радосављевиќ е тука. Многу легенди на македонската кошарка и секако на клубот од Аеродром. Инаку секако тука е и првиот човек на Македонската кошаркарска федерација Даниел Димевски. И за него тимот на МЗТ Скопје подготвува едно признание, сушност за Македонската кошаркарска федерација. Го очекуваме крајот на тајмаутот. Уште еднаш ќе повторам, Бојан Трајковски 17 поени, прв стрелец на мечот. Кај МЗТ Скопје најефикасен Ристе Стефанов 11. Сосема заслужено, барем според играта во овие неполни 20 на минути. Торус води со 50 спрема 44 на 28 секунди до крајот на полувремето. Агресивно во одбрана Торус, Мијајловиќ, крај него Торнер. Тука е Јован Марковски, Горијан Марковски, Бојан Крстевски и Перо Блажовски, 5 минута во бело. За тимот на МЗТ Мијајловиќ, Ристе Стефанов, Огнен Стојановски и американците Ноа Далман и Кат Девис. Мијајловиќ, 3 секунди до крајот на нападот за МЗТ. Промашува. Уште 2 до крајот. Горијан Марковски од огромна далечина. 50-44. Со овој резултат завршува првото полувреме од финалето на јубилејниот турнир во Аеродром. Торус го доби полувремето со 50 спрема 44 само по заслуга на одличниот центар Бојан Трајковски. Се подготвува шоу во Аеродром. Инаку најдобри стрелци за сега, а еве и за кратко погледнете ги и серфите токму од оној легендарен меч во Еврокупот меѓу МЗТ Скопје и Реал Мадрид. Вака се славеше пред цели 15 години во Јане Сандански. Инаку, тогаш МЗТ го дига првиот надпревар во Мадрид. Металците загубија со 92-65, но затоа се реваншираат токму овдека во овој исти паркет, го добија големиот Реал Мадрид со 69-68. А сега за кратко и слика од легендите од шампионските екипи, секако не со титули од купот на тимот на МЗТ Скопје. 45 години е долг период. Еве ги слободните фрлања на Перо Блажевски. Инаку на овој паркет во Јане Сандански играле и големиот Дражен Петровиќ, и легендарните Владе Диваc, Тони Кукоч, Дино Раџа и многу легенди од поранешна Југославија. Инаку МЗТ Скопје заедно со Работнички се нашите најуспешни клубови во поранешна Југославија.
Инаку првата македонска играчите на МЗТ се познати како металци или штркови. По нивната маскота имаат освоено 4 титули од Купот на Македонија, 1 суперкуп, но немаат титула во првата кошаркарска лига. Сега овој тим е направен токму за да се освои најпосакуваниот трофеј во македонската кошарка. Донесен е нов тренер, секако донесени си екстра засилување. Во тек е доделувањето на дресови признанија за легендите на МЗТ Скопје. Кошаркарите и стручните соработници кои го прославија тимот на МЗТ Скопје во неговата 45 годишна историја. Од почетокот, од оној КК МИГ преку КК МЗТ, КК Скопје, КК МЗТ Фон, КК МЗТ 2000, КК МЗТ Скопје аеродром. МЗТ Скопје 45 години твори во оваа кошаркарска средина. Инаку клубот станал нешто посериозен откако биле изградени спортската сала во автокоманда, каде што се бележат почетоците на МЗТ Скопје. Но најголемиот успех се бележи кога на тимот на КК Скопје ќе му биде придодадена додавката МЗТ Скопје поради спонзорството со тогашното големо претпријатие Металски завод Тито. Поради спонзорството со клубот беше додадена на името на КК Скопје, беше додадена и кратенката МЗТ Скопје. Во неколку наврата клубот успел да се наметне како сериозен спортски колектив, а во средината 1980 година во ново изградената населба Јане Сандански спонзорот МЗТ Скопје гради спортска сала и од тогаш па се досега МЗТ Скопје е миленик на аеродром. А сега на паркетот се очекува да излезе и легендата на македонската кошарка, најуспешниот тренер, барем во поранешна Југославија, кога се работи за македонската кошарка, големиот Лазар Лечич. Инаку токму од него, под тренерска палка на Лазар Лечич, во 1980 година клубот влегува во првата југословенска лига, најсилната тогаш лига во Европа, и игра две сезони, 1986-87, 1987-88, играјќи незаборавни дуели против Белградски Партизан, Загребска Црвена звезда, големата Југопластика Сплит. Тогаш едни од најквалитетните кошаркарски клубови во Европа. По прогласување на независна Македонија, металците веднаш стануваат еден од најреномираните екипи во македонската кошарка. Иако се без титула, тие досега имаат освоено 4 македонски купа и 1 суперкуп. Сезонава, уште еднаш ќе повторам, прават тим за најпосакуваниот трофеј во македонската кошарка, шампионската титула. А сега играчите кои настапува по осамостојувањето на Македонија. Ристо Јаневски, долгогодишно крило на МЗТ Скопје. Маријан Лазовски тука е, секако. 7 години популарниот маки мина во сино-белиот дрес на МЗТ Скопје. Како што знаете, во моментов Маријан Лазовски е помошник на Марин Докузовски во стручниот штаб на македонската кошаркарска репрезентација. Во овој состав беше и Милан Медич и уште многу други имиња, Максимовиќ. А сега и популарниот Жучо или Слободан Митич. Еден од најдобрите странски кошаркари кој во последните години играл во тимот на МЗТ Скопје. А сега награда ќе добие и Слободан Петровски, актуелниот тренер на МЗТ Скопје. Исто така и популарниот Боби, долго време го носеше дресот на МЗТ Скопје. Мислам дека заслужува дрес сигурно и големиот Перо Блажевски. Еве токму сега Марко го најавува големиот Перо Блажевски.
ги заслужува Перо Блажевски овие овации од публиката во Јане Сандански. А сега и тренерот на таа легендарна генерација, кој уште еднаш ќе повторам, во 1996 година, токму на овој паркет во Јане Сандански, го совлада големиот Реал Мадрид со 69-68. Тоа е сигурно една од најголемите победи на една македонска екипа над екипа од европскиот спортски крем. Тука Александар Књазев, човекот кој ги предводеше кошаркарите на МЗТ Скопје до големиот триумф на МЗТ. Уште еднаш ќе повторам. Врвица Стефанов, Ѓорги Књазев, Марк Дин, Перо Блажевски, Тони Синич, Игор Михајловски, Мирза Куртовиќ, Антонио Миневски, Борис Нешовиќ и Слободан Петровски. Тоа се момчињата кои играа за МЗТ Скопје против големиот Реал. А сега честитки, најавено дека МЗТ Скопје во следната сезона се најавува како учесник во една од најсилните регионални лиги во Европа. Некогашната Јадранска лига или, а сега се вика АБА лига. Го нема Ѓорѓе Војновиќ, но тука е неговиот син. Наследникот на Џоле. Во име на Дејан Димов, некогашниот кошаркар на МЗТ Скопје, дресот ќе го добие поранешниот генерален секретар на Македонската кошаркарска федерација Слободан Томовски. А секако се подготвува дрес и за Ѓорги Талевски. До неодамна миленик на аеродром и на Јане Сандански. Сега во моментов Талевски ќе настапува на домашна сцена во тимот на Пелистер, како што знаете, Ѓорги Талевски потекнува од Битола. А сега аплаузи и за Александар Петровиќ. Човекот кој пред 2 сезони го спаси аеродром, го спаси МЗТ Скопје од расуло, го спаси овој состав со помош на верната публика. МЗТ Скопје се врати, собра средства за да одигра лигата, а сега изгради голем клуб кој сезонава има амбиции за шампионска титула. Но Александар Петровиќ, како што можеме да забележиме, го нема во салата, најверојатно е спречен. Но затоа тука се многу бројни легенди: Лазо Лечич, Кафеджиски, Трајко Кираджиски, Стефан Гешовски, Драган Радосављевиќ, Владко Владичевски, Дарко Кнежевиќ, Стерулјан Доновски, Ристо Јановски, Маријан Лазовски, Слободан Петровски, Перо Блажевски, а сега и признание за првиот човек на македонската кошарка Даниел Димевски. Не ги заслужува овие свирежи од публиката Даниел Димевски. Да не заборавиме, само пред многу кратко време, пред не цели 20 дена, македонските кошаркарски херои стигнаа до историското 4-то место на европскиот шампионат во Литванија, а токму под раководство на овој човек, на Даниел Димевски. А сега признание и за новото засилување на МЗТ Скопје. Учесникот во на херојски остварување, 4-то место на Евробаскетот во Литванија. Популарниот Станко вечерва поради повреда, поради истегнување на задната ложа, не е во составот на МЗТ Скопје. А сега и признание за спонзорите. Градоначалникот на општина Аеродром Ивица Коневски.
А сега и награда за навивачката група Фемили Аеродром. Еден од водачите на оваа навивачка група, популарниот Мац. Значи, тука е крајот на оваа пригодна церемонија по повод 45 годишнината од клубот на МЗТ Скопје. Го очекуваме почетокот на второто полувреме. Првите 20 минути завршија со преднос од 6 поени на тимот на Торус, 50-44. Води Торус по првите 20 минути само поради одличната игра на Бојан Трајковски и маестралните пробиви на Димитар Караджовски. Во првите 20 минути кошаркарите на МЗТ нема игра во одбрана за одличниот пик ен рол и за одличниот напад на Торус преку Караджовски, Димчевски, Бојан Трајковски. Со 17 поени Бојан Трајковски е прв стрелец за сега на мечот. Веднаш до него кај МЗТ репрезентативецот Ристе Стефанов со 11, 10 постигна Кат Девис, кај Торус спортски центар Борис Трајковски, 9 поени Ивица Димчевски, 6 Фил Торнер, 4 Горијан Марковски, 6 поени Димитар Караджовски, 17 Бојан Трајковски, 7 поени Бојан Крстевски. Интересно, за сега без поен Перо Блажевски. Кај тимот на МЗТ Скопје, 5 поени Огнен Стојановски, 5 Игор Мијајловиќ, Ристе Стефанов 11, 7 Маркус Киц, 10 Кат Девис и 4 поени Ноа Далман. Денеска во тимот на домашниот МЗТ Скопје се Огнен Стојановски, Игор Мијајловиќ, Ристе Стефанов, Ѓорги Кочов, Маркус Киц, Маријан Јаневски, Тони Грмчаров, капитенот на клубот, Игор Пенов, Кат Девис, Ноа Далман, Ервин Цого и Никола Гајдаджиев. Во бели дресови за екипата на Торус настапува Ивица Димчевски, Фил Торнер, Горијан Марковски, Дарко Ѓорговски, Димитар Караджовски, Перо Блажевски, Никола Караколев, Илија Милутиновиќ, Бојан Трајковски, Стефан Крстевски, Бојан Крстевски и Јован Марковски. Кај МЗТ Скопје, како што можете да забележите, недостасува репрезентативецот Ѓорги Чековски. Кај тимот на Торус го нема поради повреда Џастин Рейнолдс, американецот. Суди на денешниот надпревар Милоевиќ, Бошковски и Павлов. Инаку вчера во полуфиналето домашниот МЗТ Скопје го доби Кожув, новиот прволигаш од Гевгелија со 75-63, а во второто полуфинале Торус славеше убедлива победа над засилениот Куманово 98-83. Пред ова финале се одигри над преварот за третото место. Кумановчани го добија Кожув со убедливи 80-64. Инаку во стручниот штаб на МЗТ Скопје се Александар Тодоров, првиот тренер, тука и неговите помошници Божидар Ѓоргиев и Илија Боцевски. Кај Торус, прв тренер Слободан Петровски, негов помошник Драган Василов. Инаку вчера Далман одигра уште еден одличен меч со 21 поен, беше првиот стрелец на екипата на МЗТ Скопје во дуелот против Кожув. По 13 постигна Огнен Стојановски и Никола Гајдаджиев. Торус Падрутински вчера го доби Куманово со убедливи 15 поени предност. Прво име на мечот Бојан Трајковски со 15 поени.
Одличен во нападот беше и репрезентативецот Ивица Димчевски. Инаку Торус токму од предмалку на своето име го додаде и името Спортски центар Борис Трајковски и како што знаете од оваа сезона популарните инженерци или градежници ќе играат во своите надпревари, во сите надпреварувања ќе ги играат во Спортскиот центар Борис Трајковски во големата сала. Првиот надпревар го имаат веќе во вторник во регионалната Библ лига. Во Скопје гостува екипата од Црна Гора Морнарод Бар и од тој надпревар Канал 5 телевизија ќе врши директен пренос. Инаку директен пренос и најавувам јутре од Суперкупот во Кавадарци. За првиот трофеј во сезоната 2011-2012 ќе играат актуелниот шампион Фен Индустри и освојувачот на купот Работнички. Според најавите, токму утрешниот Суперкуп ќе биде последниот надпревар за засилувањето на кавадарчани. Кирил Николовски, репрезентативниот центар, од понеделник заминува во Русија на медицински прегледи во тимот на Локомотив Кубан. А инаку токму Кирил Николовски минатата сезона беше еден од најдобрите поединци во тимот на МЗТ Скопје и затоа го заслужи позивот во репрезентативниот дрес. А како што знаете, Николовски поради операција на забот во последен момент ја напушти репрезентацијата по оние пријателски надпревари во Минхен и Берлин со Германија и наместо за Литванија се врати во Скопје. На негово место во Литванија отпатува токму четворката од Торус Ивица Димчевски. Мислам дека Кирил Николовски многу му недостасуваше на Маријан Кузовски во оние ротации на центрите на Евробаскетот во Литванија. Но и без него македонската кошарка го освои најголемиот успех за една екипна репрезентација, четврто место на Европско првенство. Уште 4,5 минути до крајот на оваа загревање. Се одолжи малце паузата по полувремето. Инаку годинава во тимот на МЗТ има комплетно нов тим. Од минатата сезона недостасуваат Златко Гоцевски, кој замина во бугарскиот Јамбол. Го нема и Милјан Пуповиќ, нов кошаркар на Черкаси во Украина, соиграч на нашиот Војдан Стојановски. Го нема и Ненад Зивчевиќ, и тој замина во Украина. Зивчевиќ токму минатата сезона беше првиот стрелец на екипата на МЗТ Скопје. Го нема и Кирил Николовски, како што реков. Го нема и Милош Пејановиќ, во тимот недостасува и Линзи. Кај Торус од минатото првенство годинава ги нема Александар Костовски, новиот плеймейкер на Куманово. Потоа Маријан Јаневски, кој од летово го засили тимот на МЗТ Скопје. Го нема и Јордан Николовски, новиот кошаркар на македонскиот лигаш Лирија. Го нема и Немања Јелисавиќ, кој исто така отпатува во Куманово. Во моментов просечната старост на тимот на Борис Трајковски Торус е 23,5 години, а просечната висина изнесува 197,71 сантиметар. Ова момче без спортска опрема, црномуресто е Джейсон Ричардсон. Џастин Рейнолдс, извинувам, новиот кошаркар на тимот на Торус, кој поради повреда недостасува на овој турнир по повод 45 годишнината од создавањето на тимот на МЗТ Скопје. Се е подготвено за продолжение на финалето. Последни 20 минути. 50-44 води Торус. Караколев, Тонер, Трајковски, Караджовски и Бојан Крстевски. 5 мина во бело кај Торус. Во екипата на МЗТ Скопје Ристе Стефанов, Мијајловиќ, Огнен Стојановски, Маркус Киц и
Далман, 42-ката, Ноа Далман. Првиот напад во второто полувреме за за Торус. Уште еднаш ще повторам, токму на турнирот во Аеродром. Големиот фаворит за шампионскиот трофеј во македонската кошарка МЗТ Скопје ги игра првите надпревари против екипи од Македонија. Поени за Никола Караколев, први поени за Караколев. Одличен кошаркар, потекни од спортско семејство и неговиот татко долги години настапуваше во екипите од Струмица и од Штип. Ристе Стефанов за 3. Нема тројка Стефанов, одличен подкош од Маркус Киц и лична грешка Бојан Крстевски. Има две слободни фрлања. Инаку, како што реков, Никола Караколев, млад кошаркар, вишок 197 см, 24 годишен, од Торус пристигна од екипата на Работнички. Инаку и Караколев настапуваше од тимот на МЗТ Скопје и добро ги позна овие кошеви и овој паркет во Јане Сандански. Со деветиот поен на Маркус Киц, МЗТ намалува на 52-46. Караджовски. Пробива Караджовски. Одлично проигран Бојан Трајковски. 19 поен за Трајковски. Нема одбрана. МЗТ за тандемот Караджовски-Трајковски. Мијајловиќ. Игра пике Ролсон. Маркус Киц. Одлично се снајде Маркус Киц во борба со повисоките Крстевски и Трајковски и 11 поен за него. Уште едно мајсторско додавање на Караджовски. Имаше тука и прекршок, но не се огласија судиите. 9 поен за центарот на Торус Бојан Крстевски. Но враќа брзо на спортивната страна, повторно Маркус Киц. 56-50. 90 секунди мина од третата четвртина. Предноста е иста, 6 поени за МЗТ, но еве качува на 9. Фил Торнер со својата втора тројка вечерва. 9 поен за Торнер. Огнен Стојановски игра 2 на 2 со Ноа Далман, погодува Далман. 5 поен за Далман, но има и дополнително слободно фрлање поради личната грешка на Бојан Трајковски. Судијата Бошковски покажува дека Бојан Трајковски во овој воздушен дуел направил лична грешка, имал контакт со крилниот центар на МЗТ Скопје, Ноа Далман. Инаку Ноа Далман е висок точно 200 см, 22 годишен кошаркар, кој токму во Македонија започнува својата интернационална кариера по завршување на универзитетот во Вотфорд. 59-53. 6 поен за Далман, но погодува Трајковски. Тројка на Бојан Трајковски. 22 поен за Трајковски. Втора тројка за центарот на МЗТ. Вистинско шоу на Трајковски вечерва во Јане Сандански. Мислам дека ќе се наметне као вистински лидер на оваа екипа на Торус. Пробив на Бојан на Огнен Стојановски, погодува и Огнен, 7 поени за Стојановски. Се игра многу брзо на почетокот на второто полувреме. 62-55 води Торус. Каква е одлука на Павлов? Мислам дека тука немаше чекори од Бојан Крстевски. Но продолжува надпреварот со напад на МЗТ Скопје. Не се согласува ниту Слободан Петровски, тренерот на Торус, со оваа одлука на Павлов. Лична грешка. Никола Караколев. Топка отстрана. Трет прекршок за Никола Караколев. Игор Мијајловиќ, Ноа Далман, Огнен Стојановски.
кружи топката околу линијата за тројка и тројка на Огнен Стојановски. Прва и за него, 10 поени за Огнен. До сега 6 тројки постигнаа кошаркарите на МЗТ Скопје, 62-57. Се уште води Торус. Караколев. Минува Караколев, нема поени, но останува Торус во напад. Торнер. Караджовски бара топка. Бојан Трајковски. Агресивно се брани Димитар Караджовски, но нема одбрана за Бојан Трајковски. 25 поен за Бојан Трајковски, трета тројка за него. Симултанка на Трајковски против одбраната на МЗТ Скопје. 65-57. Повторно 8 поени предност. МЗТ Торус имаше и дури 15. Сега чекори од Маркус Киц. Исправна одлука на Павлов. Караджовски. Караколев. Бојан Крстевски во дуел со Маркус Киц. Повисок е Бојан Крстевски. Нема поени. Одлично затвори центарот на МЗТ. Полу контра Мијајловиќ. Караколев крај него. Но Адалман прави блок. Пробива Мијајловиќ, но во обидот да се пронајде центарот Маркус Киц неуспешен. Половина од третиот период. Торус во напад, водат гостите со 8 поени. Караджовски бара акција 2. На постот двајцата центри на Торус, Бојан Крстевски, Бојан Трајковски. Селизна Крстевски. Можеше да заработи некоја повреда, но лошо додавање на Игор Мијајловиќ. Грешки на двете страни. Слободан Петровски во игра ги враќа Перо Блажевски и Ивица Димчевски. Фил Торнер. Крај него Кеп Девис. Кошаркарот што пред малку влезе во игра на местото на Игор Мијајловиќ. Огнен Стојановски. Сега тој ќе биде задолжен за организација на нападот на МЗТ. Девис, нема поени од Девис. Скок на Бојан Трајковски. Димитар Караджовски во пробив. Лична грешка Огнен Стојановски. Трета лична грешка за Огнен Стојановски. Мораше на овој начин да се спречи пробивот на Димитар Караджовски. Брз е Караджовски, одлично игра со топка. Дали и публиката во Јане Сандански е задоволно неверојатно од овој резултат. Својот гнев го истори врз судијата Павлов, Блажевски, Димчевски. Почетоците во првата лига Димчевски ги имаше во екипата на Вардар. Караджовски за 3, погодува Димитар Караджовски. 9 поен за Караджовски. 7 тројка за екипата на Торус спортски центар Борис Трајковски. Реакција веднаш од тренерот на МЗТ Скопје Александар Тодоров. Мора да се спречи оваа сега серија од цели 8 поени на Торус. Од 5 поени сега искачија гостите на цели 13 предност. Одлично функционира посебно нападот на Торус преку центарот Бојан Трајковски и плеймейкерот Димитар Караджовски. Одлични соработници на Караджовски и Трајковски се Бојан Крстевски, Фил Торнер, Ивица Демчевски, Димитар, потоа Никола Караколев. Секако тука е американецот Фил Торнер. МЗТ се уште Александар Тодоров не може да пронајде вистинската петорка која може да се спротистави на оваа екипа на Торус.
Сега на местото на Бојан Трајковски во игра е Бојан Крстевски. А 5 кошаркари во сина опрема се Огнен Стојановски, за прв пат вечерва Игор Пенов и американците Маркус Киц, Кат Девис и Ноа Далман. Огнен Стојановски. Кат Девис, Огнен Стојановски. Се презема кошаркарите на Торус во одбрана. 3 поени минува Огнен Стојановски. Втора тројка за Огнен, 13 поен за плеймейкерот на МЗТ Скопје. 10 поени предност за Торус, 70-60, 4 минути и 10 секунди до крајот на третиот период. Караджовски, Димчевски за 3, враќа Димчевски. Втора тројка и за него, 12 поен за репрезентативниот бек на Торус. Пенов, Стојановски. Перо Блажевски за момент помогна. Торнер. Маркус Киц. За 3 Игор Пенов. Нема тројка. Се уште не загреан. Пенов. Караджовски. Торнер. Перо Блажевски. Повторно Караджовски. Торнер за 3. Нема тројка. Добар подкош од Игор Пенов. И напад на МЗТ. Стојановски. Минува Стојановски, лична грешка, Перо Блажевски. Искусен е Блажевски, знае кога треба да се направи лична грешка. Се подготвува измена во тимот на МЗТ. Ристе Степанов се враќа во игра на местото на центарот Маркус Киц. Со Огнен Стојановски, Киц е првиот стрелец во тимот на МЗТ со по 13 поени. Пенов. Стојановски. Краде Торнер. Но сепак не успеа Торнер до крајот да ја добие оваа топка. Останува МЗТ во напад. Нови 24 секунди за славеникот. Стојановски. Сепак ова не е вистинскиот МЗТ без Ѓорги Чековски. Кој сезонова ќе биде главна ударна игла на тимот од Аеродром. Пенов. Поени за Пенов, први за него. Игор Пенов, поранешен кошаркар на Вардар осигрување, кој за жал откако ја освои вице-шампионското место, престана да постои поради финансиски проблеми на генералниот спонзор. Намерен прекршок на Огнен Стојановски. Исправна одлука на Александар Милоевиќ, иако се работи за ревиален надпревар. Сепак ова држање за рака на Огнен Стојановски мораше да се казни со неспортски прекршок. Ќе имат слободно фрлање и топка од страна за тимот на Торус. Игор Мијајловиќ на местото на Огнен Стојановски. 3 лични грешки има Огнен Стојановски. Мора Тодоров да го чува својот прв плеймейкер до крајот на мечот. Има уште долги 12,5 минути до крајот на ова финале во Јане Сандански. Нема поени за Фил Торнер, 73-62. Но се уште останува во напад Торус. Димчевски сега ќе го организира нападот на Торус, крај него Ристе Стефанов. Блажевски е тука. Краде Мијајловиќ, иако мислам дека имаше и прекршок, но сепак не се огласи свирката на Милоевиќ, погодува. Игор Мијајловиќ, 7 поен за него, први во овој трет период за словенечкиот интернационалец. Од Ползела годинава летово го засили тимот на МЗТ Скопје. Барем во ова финале не покажа ништо посебно Игор Мијајловиќ. Крстевски пробива покрај Пенов. Да. Лична грешка Игор Пенов. Се уште нема бонус.
Димчевски, Перо Блажевски. Минува Перо на лесен начин. Можеше ова да заврши со сериозна повреда на Фил Торнер. Не може да продолжи Торнер. На негово место Горијан Марковски. На линијата за слободни фрлања, замената на Фил Торнер. Нема причини Александар Тодоров да се буни. Најверојатно понесено до она што пред малку Фил Торнер ги промаши слободните фрлања, па најверојатно смета дека американецот сега намерно не ике да застане на линијата за слободни фрлања. Сепак ние да ги забележиме поените на Горијан Марковски, 5 поен за младиот Марковски. Успешен и во вториот обид, 7 поен, 6 поен за Горијан Марковски, 75 за тимот на Торус. Нема поени за Риста Стефанов, немаше поени ни за Игор Пенов од вториот обид, но сепак останува МЗТ Скопје во напад. Пенов, Игор Мијајловиќ, борбен е Димчевски. Лична грешка Бојан Крстевски, не се согласува со одлука на судијата Павлов, центарот на Торус. Но мислам дека овде имаше лична грешка во овој дуел меѓу Крстевски и Мијајловиќ. Трета лична грешка и за центарот на Торус. По 3 прекршока Караджовски, Караколев, Бојан Трајковски, Бојан Крстевски кај Торус. Кај МЗТ најзагрозен со лични грешки е плеймейкерот Огнен Стојановски, 4 има Огнен Стојановски. Успешен Мијајловиќ, 9 поен за него. 70 секунди до крајот на третиот период, 9 поени предност за Торус. Да видиме сега како Караджовски ќе минува покрај Пенов. Нема лична грешка, стрелката на записничката маса покажува дека во напад ќе биде екипата на Торус. Во разговор Бошковски и Слободан Петровски. Сега агресивно во одбрана и гостите. Мијајловиќ. Девис. Лична грешка Перо Блажевски. Ова агресивна одбрана на Торус, судиите ја казнуваат со лични грешки. Нема поени за Кадевис. Останува на 10, дури 3 тројки постигна новото крило на МЗТ. Девис висок 196 см, 80, значи 23 годишен, од Оклахома универзитетот пристигна во екипата на МЗТ Скопје. Перо Блажевски во дуел со Пенов. Лична грешка Игор Пенов. Искусен е Блажевски, знае како да се намести во овие игри под кошот, но Перо Блажевски одлично се снаоѓа и далеко од рекетот. Се подоткува во игра да влезе и Никола Караколев, но најверојатно исправна одлука на Слободан Петровски да го одмори својот прв плеймейкер Димитар Караджовски во овие последни 30 на секунди од третиот период. Го штити Караджовски од некоја лична грешка Петровски. Перо Блажевски, први поени за ветеранот Блажевски. Во 29-та минута ги постигнува Блажевски. Но мислам дека Блажевски ќе биде подготвен кога најмногу ќе му треба на Торус. Успешен Блажевски од вториот обид.
77-66 води Торус на 25 секунди до крајот на третиот период. Мијајловиќ во дуел со Димчевски. Го троши времето Мијајловиќ. Перо Блажевски мора да има лична грешка од Игор Пенов. Но дали лошо сгазна Блажевски? Сепак, добар е ветеранот на Торус. Ќе биде подготвен да ги изведе овие слободни фрлања. По прекршокот на Игор Пенов, 4 секунди до крајот и нешто повеќе. Само толку за нападот на МЗТ Скопје, последен во овој трет период. Од тие причини на паркетот ќе се врати Огнен Стојановски, бидејќи потребни се брзи поени. Блажевски погодува и во третото слободно фрлање во низа. Да, погодува и во вториот обид, четврти поен за Блажевски. Сите од линијата за слободни фрлања. Да видиме што ќе направат кошаркарите на МЗТ за овие 4 секунди. Мијајловиќ. Минува Мијајловиќ, но не можеше да мине кај Бојан Крстевски. Каква рампа на Крстевски. 79-66. А сега и последниот рекламен блок. И последниот период од финалето на турнирот на МЗТ Скопје во Јане Сандански. Со тројка на Ивица Димчевски, Торус големи на 82-66. Избраниците на Слободан Петровски одлично го играат ова финале. Има двојца екстра расположени кошаркари, тоа се плеймейкерот Димитар Караджовски и високиот центар Бојан Трајковски, но одлично играат секако и репрезентативниот бек Ивица Димчевски, одлично игра и центарот Бојан Крстевски. МЗТ пак не може да се препознае. Не е ова тим за шампионска титула во македонската кошарка. Барем според ова што го покажаа металците во овие 30 на минути. Погодува Димчевски по втор пат од иста позиција. Четврта тројка за Ивица Димчевски, за 18 поени за него. Му се приближува полека до првиот стрелец на мечот Бојан Трајковски. Пенов во дуел со Димчевски, лична грешка Ивица Димчевски. Петорката на Торус во овој последен период е Караколев, Караджовски, Ивица Димчевски, Бојан Крстевски и Бојан Трајковски под кошот. 5 минута во синос се Огнен Стојановски, Игор Мијајловиќ, Игор Пенов и американците Ноа Далман и 34-ката Кет Девис. Нема поени за Игор Пенов. До сега стрелец само на скромни 2 поени. Погодува од второто слободно фрлање, трет поен за Пенов. 67 за тимот на МЗТ, но убедливи 85-67 има Торус. Мислам дека тимот на Боман Петров, на Слободан Петровски ќе знае да ги одбрани овие убедливи 18 поени предност. Да, сепак поените ќе му ги запишеме на Бојан Трајковски. 27 поен за Трајковски. Пенов. Огнен Стојановски. Минува Огнен. Атрактивен поен на Огнен Стојановски. 15 поен за плеймейкерот на МЗТ. Димчевски во дуел со Кат Девис. Караколев бара игра центарска против Огнен Стојановски. Трајковски, но мина мајсторски Димитар Караджовски. Нема же Игор Мијајловиќ да го брани Димитар Караджовски. 11 поен за Караджовски. Иако и овие 11 поени се одлични за него, сепак неговата игра во поле е голема. Минува кога треба, ја пуши одбраната на МЗТ Скопје во секој миг.
и прави мајсторски асистенции до своите центри Бојан Крстевски и Бојан Трајковски. Мислам дека половина од поените на Бојан Трајковски можат да му се запишат, да му се препишат на Димитар Караджовски. Успешен само во вториот обид. Кат Девис 11 поен за Давис, 70 за МЗТ Скопје. 89-70 на 7,5 минути до крајот. Караколев, Димчевски, Бојан Крстевски му прави блок. Димчевски за 3. Расположен е Димчевски во овие последни минути од мечот. 21 поен за него. Петта тројка. 3 постигна во овие 3 минути од последната четвртина. Девис. Враќа Девис. Четврта тројка за него. 14 поен за американецот на МЗТ Скопје. 92-73. Сепак разликата е повторно иста. Иако со на тројка на Димчевски, Торус ја искачи својата предност на големи 22 разлика. Еве уште една тројка. Какво шутерско шоу на Ивица Димчевски. Какво шоу, 4 тројки и тоа сите постигнати барем 1 метро зад линијата за тројка. А како што знаете, таа е поставена на далечина од 6 метри и 75 сантиметри. Репрезентативна представа на Ивица Димчевски во Јане Сандански на финалето на турнирот по повод 45 годишниот роден ден на МЗТ Скопје. Горијан Марковски, Ивица Димчевски најверојатно ќе оди кратко да одмори. Го заштитува Слободан Петровски, својот прв бек. Прв висок бек, да речеме, бидејќи овој тандем на Торус ќе биде тешко да се брани годинава во Македонската лига. Димитар Караджовски, Ивица Димчевски. Втора тројка и за Кат Девис. Во серија, инаку пета за него вечерва на мечот. 17 поени, со овие поени Кат Девис е најдобриот стрелец во екипата на МЗТ Скопје. 2 поени помалку од него има плеймейкерот Огнен Стојановски. Бојан Крстевски мора да има лична грешка Огнен Стојановски. Пети прекршок за Огнен Стојановски ќе биде тоа. Плеймейкерот на МЗТ ќе биде првиот кошаркар кој поради 5 лични грешки ќе го напушти ова финале. Останува Торус во напад. Караджовски. Се уште Торус во напад, но Ѓорѓи Кочов влевал во игра на местото на Огнен Стојановски. Тој е вториот плеймейкер во тимот на МЗТ Скопје годинава. Иначе уште еднаш ќе повторам. Домашниот МЗТ Скопје во ова финале ослабен за Ѓорѓи Чековски и за капитенот Тони Грнчаров. Иако Тони Грнчаров е во состав најверојатно само за да го надополни овој јубилеј. Ѓорѓи Чековски поради истегнување на задна ложа одмара во ова финале за да биде подготвен за стартниот дуел во првото коло од новата сезона во Македонската прва лига против Лирија на истиот овој паркет во Јане Сандански. И од тој надпревар Канал 5 телевизија ќе врши директен пренос во недела на 16 октомври со почеток од 17 часот. Лична грешка за Игор Пенов. Мислам дека нема причини за реакција кон судиите. Имаше лична грешка од Пенов. Караколев. Караджовски. Бојан Трајковски. Игра 1-1 со Ноа Далман, но мислам дека немаше причини за реакција од записничката маса. Бидејќи пред малку имаше лична грешка од Игор Пенов, најверојатно не стартуваше нападот, оние 14 секунди по новите правила сега, кога ќе направена лична грешка во втората половина.
продолжува надпреварот со време од 14 секунди за екипата која е во напад. Кочов. Сега зонска одбрана на Торус. Еден, 2-2 е зоната на Торус. Кочов. Нема поени за Кочов, висок скок на Бојан Трајковски. Смируваат Никола Караколев. Караджовски. Последни 5 минути од ова финале. И Бојан Крстики ќе се обиде за тројка, но неуспешно. Игор Мијајловиќ, Ѓорги Кочев, Кат Девис. Нема тројка за Девис. Во напад останува МЗТ Скопје. Во овај напад, во оваа одбрана, лошо соработуваат центрите на Торус. Бојан Крстевски и Бојан Трајковски. Останува МЗТ во напад, цели 24 секунди ќе имаат домаќините. Пенов, Кочов, Девис, Ноа Далман. Интересен шут беше ова на Далман. Нов напад, нови цели, нов цел напад за тимот на Торус. Играло со нога Бојан Трајковски, центарот на Торус. И покрај водството на Торус немаат причини да жалат оваа верна публика на тимот од Аеродром. Популарните Фемили Аеродром. И годинава ќе бидат голема поддршка за МЗТ Скопје. Да ги забележиме и првите поени на Ѓорги Кочов. Десетката во тимот на МЗТ, вториот плеймейкер на Тодоров годинава. Бојан Трајковски. Нема поени од Трајковски, останува на неговите 27 до сега. Пенов од кош до кош. Пети поен за Пенов. 78 за тимот на МЗТ. 3 минути и 40 секунди до крајот на ова финале. Торус, спортски центар Борис Трајковски е пред победа во дуелот со организаторот на овој турнир МЗТ Скопје. Мислам дека и Александар Тодоров нема веќе мотиви да бара победа во овој дуел и тој го знае конечниот епилог на мечот. Но само во прашање ќе биде кој ќе биде крајниот резултат. Со каква разлика Торус ќе слави во ова финале. За сега е цели 15 поени предност за гостите. 95-80. Веднаш агресивна одбрана. Тоа е клучот за да се намали оваа убедлива предност на Торус. Но за сега лесно го мина ова мечап зона. Караджовски. Ноа Далман сега за него. Го доби тоа што го сакаше Караджовски. Доби крај него од висок играч кој е многу поспор од него и веднаш го казнува тоа со тројка. Втора за него, 14 поени за Димитар Караджовски. Кочов. Во дуел со Горјан Марковски, Игор Мијајловиќ, Девис, повторно Мијајловиќ. Без идеја се кошаркарите на МЗТ Скопје. Игор Пенов, Ноа Далман, Ѓорги Кочов, уште 3 секунди до крајот на овој напад. Минува Кочов. Одлично се снајде Ѓорги Кочов под кошот на Торус и постигна поени на атрактивен начин. Четврти поен за Кочов, 98-82. Димчевски, Крст Трајковски, над Пенов. Не може да го брани Пенов.
29 поен за Бојан Трајковски. Стотка на Торус. Кочов, Пенов. Крај него Бојан Трајковски, немаше причини Бојан Трајковски да реагира. И напад за Торус. 2 минути и 10 секунди. Остануваат уште да се играат Војане Сандански. Караджовски. Димчевски. Во дуел со Кочов. Бојан Трајковски на истекот на нападот. Ке беше премногу доколку и ова се погодеше. За прв па вечерва и младиот Стефан Крстевски. Исправна одлука на Слободан Петровски да го осетат паркетот Војане Сандански и најмладите во тимот. Иако да не заборавиме, добра минутажа имаше токму ова момче, 19 годишниот Горијан Марковски. 90 секунди до крајот. Димитар Караджовски го организира еден од последните напади на Торус. Бојан Трајковски, уште еден лесен пробив на Караджовски. Големо промашување сега Невица Дамчевски за тројка. Девис Пенов. Атрактивно мина Пенов покрај. Бојан Трајковски го забележа својот 7 поен. 100:84. Горијан Марковски. На линијата за слободни фрлања младиот крилен кошаркар на Торус. А сега потеки од МЗТ Скопје, од тренерот Александар Тодоров. Во игра младинскиот репрезентативец на Македонија Ервин Цого. Димчевски. Караджовски. Смирува Караджовски, нема потребе од поени. Се знае победникот. Димчевски од огромна далечина. Од цели 12 на метри. Игор Мијајловиќ. Девис, Цого. Минува Цого. Нема поени за Цого, Ноа Далман. Нема поени и за Далман. Последни 30 секунди од финалето Војане Сандански. Димчевски. Караджовски. Стефан Крстевски. Мислам дека сега ќе се организира напад за младиот Стефан Крстевски. Лична грешка кад Девис. Лична грешка дига и Ѓорги Кочов. 2 слободни фрлања за младиот Крстевски. Стефан Крстевски, висок, роден 93-та година, значи нема он се уште 18 години младиот бек на Торус. А веќе ги забележи и првите поени. Успешен ја вториот обид Стефан Крстевски, 2 поени. 102 за Торус. 10 секунди до крајот. Кочов бараше контакт, Годовик има слободни фрлања. На линијата за слободни фрлања плеймейкерот на МЗТ. 102:84 води Торус на 8 секунди до крајот. Значи Торус е победник на турнирот во организација на МЗТ Скопје по повод јубилеот 45 години од своето постоење. Свечено беше вечер во Војане Сандански. На полувреме беа поздравени легендите кои добија признанија и дрес од МЗТ Скопје. А за прв пат на домашната сцена го видовме и новиот состав на МЗТ Скопје. 102:85 е конечниот резултат на ова финале. Најзаслужни за големата победа над МЗТ Скопје се Ивица Димчевски со 24 поени, Димитар Караджовски со 14 и одличниот Бојан Трајковски под кошот со 29. Секако честитки за победата заслужуваат и Фил Торнер со 9 поени, Горијан Марковски со 7, Дарко Ѓорговски кој не влезе во игра,
Перо Блажевски со 4, Никола Караколев со 2, Илија Милутиновиќ кој не го видовме вечерва на паркетот во Јане Сандански, Стефан Крстевски кој влезе пред малку и постигна 2 слободни фрлања, Бојан Крстевски со 9 поени и Јован Марковски. Честитки заслужуваат и тренерскиот тандем Слободан Петровски и Драган Василов. Поените за МЗТ Скопје вечерва во ова финале ги постигна Огнен Стојановски 15, 9 Игор Мијајловиќ, 11 Ристо Стефанов, 4 Ѓорги Кочов, 5 се извинам Ѓорги Кочов, 13 Маркус Киц, без поени останаа Маријан Јановски, капитенот Тони Грнчаров, Ервин Цого и Никола Гајдаджиев. Тука е крајот на вестите, останете на Канал 5, следуваат централните вести. Се гледаме повторно утре од 17 часот со директен пренос од Суперкупот меѓу Фени Индустрии и Работнички.